За жал, до денеска се уште немам информација, но по моите некои информации, се уште ниту еден студент од оваа шангајска листа не е вработен на некој од нашите државни домашни универзитети. Тоа зборува за ангажманот на македонските универзитети, за желбата на многу едноставен начин, бесплатен начин да стигнат до овие успеси. Останатиот дел од студентите во тој момент многу малку се враќаа во државата, беше период на политичка криза, малку се координираше дали се враќаат во државата и дали работат во приватниот или државниот сектор во државата. Таква беше и мојата состојба, 4 години не бев побаран од државните институции во ниту еден момент. Сепак обврската кон државата и кон договор кој што го имав со Министерството за образование и наука си ја исполнив и се надам дека и другите колеги кои што поминаа низ таа стипендија исто така постапи, иако имам бројни примери кои што воопшто никогаш не се вратија во Македонија. Исто така, вториот аспект, освен оваа шангајска стипендија, е аспектот, односно третиот аспект е како се водиме од препораките и наудите на Државниот завод за ревизија. Јас при доаѓањето во Министерството имаше 3 веќе готови извештаи на Државниот завод за ревизија за работата на Министерството или определени продукти на истото, и со големо внимание се посветивме на нивна анализа, но и, убаво кажа министерката, тие служат како патоказ за постапување на сите нас. И заради тоа ја поздравам и заложбата многу ангажирано да се посвети Министерството за образование и наука на реконструкцијата на студентските домови, затоа што само на тој начин можеме потоа да зборуваме за дигитализација. Ако сега зборувам за дигитализација на студентски домови, сигурно дел од вас чудно ќе ме погледнат да ми кажат дека нема тоалети или пак тие се целосно сега во моментов реконструира Кузман и така натаму, како можеме да зборуваме за нивна дигитализација. Затоа јас ќе зборувам за тоа што е наша заложба во наредниот период, веќе разговаравме, тоа е да во секој реконструиран студентски дом обезбедиме читални, дигитализирани читални во кои што ќе како министерство ќе обезбедиме бесплатен интернет и ќе работиме на дигитализација на самата читална со компјутери, со опрема која што е потребна за студентите. Разгледуваме со министерката неколку можности за тоа веќе да го направиме во единствениот студентски дом кој што во моментот е, да речеме, на определено ниво на реконструкција, па таму да интервенираме со еден модел на дигитализација. Второ, владата воведува субвенции следната година за електронски уреди. По најавата на премиерот ќе се доделуваат ваучери од 250 евра за секој студент, за да може со тој ваучер да обезбеди компјутер или таблет, електронски уреди кои ќе бидат алатка и поддршка во образованието. И на овој начин сакаме да утврдиме дека секој студент има фер и еднаков пристап до дигиталниот свет без разлика на финансиските можности. Во разговор со премиерот и оваа алатка, овие субвенции ќе бидат доделувани преку дигиталната платформа услуги Gov.mk и на тој начин ќе се осигураме дека точно се води сметка за условите кои што се исполнети, но и не се преоптоваруваат студентите со дополнителна хартија која што треба да ја обезбедат. Дополнително на ова, работиме со нашите германски партнери на програмата бесплатно Wi-Fi во градовите низ Македонија. Утврдени се 40 општини, 40 точки, во кои што ќе биде достапен бесплатен Wi-Fi интернет. Ова е програма на ГИЗ, која што малку повеќе динамизиравме во министерството, дефиниравме кои ние сметаме дека се важни точки, кои што ќе ни помогнат во дополнителна покриеност на државата со интернет, не само да служат како бесплатни точки, туку да пуштиме оптички кабел на места каде што нема комерцијален интерес за тоа, па да може и за приватни потреби да се користи. Се надевам дека мерката, активностите ќе започнат во првата половина на 2025 година. Понатаму, нашата работа околу работилници, обуки, курсеви кои ќе им помогнат на младите, на студентите да се стекнат со нови дигитални можности, способности и вештини, затоа што технологијата сметаме дека е најголем извор на можности и нашата цел е да помогнеме да и младите и студентите бидат дел од тој брзорастечки сектор и да имаат кариери кои ќе ги исполнуваат, мотивираат и ќе ги задржат тука во државата. Ќе завршам со тоа дека вратата на министерството и мојата врата е секогаш отворена и за студентите и за младите. Вашиот глас, гласот на младите е важен и предлозите кои што ги даваат младите секогаш се многу интересни, иновативни и секогаш се некоја споредба со некои европски држави кои што навистина сметам дека можеме да ги примениме во државата. И сметам дека само на тој начин со заедничка соработка можеме да постигнеме да ги исполниме целите кои што сме ги зацртале како влада. Второ,
насоките, патоказите и забелешките кои што ги имаме од Државниот завод за ревизија да бидат исполнети, и трето, секако да излеземе во пресек на тоа што се барања на студентите кои што во моментот студираат или завршуваат на студиските програми. Така што остануваме отворени за соработка и понатаму. Благодарам.